неважечки гласачки листчиња се 133, а на референдумското прашање дали сте за или против отварање на рудници за металични минерални суровини на територијата на општина Гевгелија, за гласале 154, а против гласале 13.097 гласачи, односно 97,86% од гласачите кои излегле на гласање. Речиси едногласно гевгеличани вчера одлучија дека не сакаат да се отворат рудници во нивната општина. На вчерашниот општински референдум 68% од граѓаните со право на глас излегоа да се изјаснат по референдумското прашање. Дали сте за или против отворање на рудници за металични минерални суровини. Граѓаните во мирниот референдумски ден речиси свечено излегоа на гласање и не ги криеја своите чувства по прашањето за отворање рудници. Само не е добро тоа. Оти многу народ ки се изструјат и вие води што ќе пиеме, тоа се катастрофа ќе биде. И тоа што ќе го дишме се е отров, се е химикалии. Излеговме во ранните часови. Расположението како се очекува за гевгеличани. Значи против референдумот. Против рудниците, да. Се плашите ли од можноста да се отворат рудници во овој? Да, секако. Што најмногу ве загрижува? Па, што не загрижува? Не загрижува тоа што се од отворен тип и не сакаме на нашата планина да има рудници. Сега се враќаме од таму и мислам дека ќе ни го усвојат нашето барање. Или убаво е да биде како што сакаат луѓето, не да ни загадат цела околина, да не биде лом, така ли? И тоа. Постери и рекламен материјал со потресни фотографии преку кои се порачува дека рудниците за злато се зло кое ќе ги отруе децата и иднината на градот ја преплавија Гевгелија изминатиот месец. Веста за референдумот стигна и до најоддалечените населени места во општината, а особено силно одекна во Моин, Горно Коњско и Коњско, во чија непосредна близина се наоѓа земјата која што е дадена под концесија за геолошки истражувања. Селата Коњско и Горно Коњско ги посетивме попладне, но немаше ниту еден човек со кого би можеле да разговараме. Најпосле на враќање застанавме во Моин, каде што ни рекоа дека речиси цело село е на работа до 15 часот. Во оваа општина, која е меѓу водечките по вработеност во државата. На крајот од минатата година стапката на невработеност била 4,59%, објави тамошната агенција за вработување. Не сакам имах цел го фаќа тука. Значи ептен блиско до селото и како што кажуваат, значи тие рудници многу опасно ќе биде за тука. Нема ништо да не остане, ни вода, ни ниви, ни ова, ни она. Едина само да ме лепниме некаде. Да загрижува отварањето на рудници? Како да не загрижува? Која иднина ќе имаме, пример, со тие цијаниди и отрови што шират и што ќе биде? Кампања против рудниците се водеше на територија на цела општина, а во неја беа вклучени сите граѓани, општината и политички партии. За само еден месец, активистите на Сдруженијето Спас за нас ја анимираа јавноста за проблемот и издействуваа да го изгласат нивното барање на референдум. Моето мислење за такви рудници е многу лошо. Многу лошо, но да не биде моето мислење така изнесено, јас би, кога консултирав одредена литература, одредени податоци, барав Агенцијата за заштита на животната средина во Америка. Ја барав Агенцијата за заштита на животната средина во Европа. И едната агенција и другата агенција по своји критериуми, кои се многу строги, отпадот кој се генерира во човековата средина, го третират рудникот на злато на прво место. Концесијата за детални геолошки истражувања ја има канадската компанија Резервоар Минералс Македонија Доел Скопје. Тие веќе 4-та година вршат истражувања на Кожув планина, на локалитетот Коњско.
Концесијата ја добија во 2013 година од Министерството за економија, на која е потпишан тогашниот министер Валон Сарачини. Истата истекува оваа година во јули. Пред повеќе од 2 години самата компанија објави дека досегашните истражувања се оптимистични и дека се надеваат долгорочно да останат и да работат и на други проекти во државата. Во службен весник од јуни 2015 година излезе одлуката со која Резервоар Минералс Македонија доби концесии за геолошки истражувања на територијата на цела источна и југоисточна Македонија во време траење од 2 години. Од компанијата Резервоар Минералс сметаат дека целата оваа паника е непотребна, бидејќи тие се уште го немаат резултатот од истражувањата и не знаат дали воопшто компанијата ќе има интерес за отворање рудник на планината Кожув. Предпоставуваме дека до крајот на 2019 година ќе можеме да детерминираме, тоест да одредиме дали ќе има или нема да има комерцијална исплатливост да се развие иден рудник. Во случај да има, при отворањето на тој иден рудник ќе треба да поминиме повеќе фази на потполна оценка на неговото влијание врз животната средина, како и интензивни јавни расправи, иако некогаш владата на Република Македонија одобри отворање на таков рудник, ние апсолутно ќе осигураме тој проект да биде изготвен на таков начин, со што би го минимизирале влијанието врз животната средина. И сето тоа би се направило согласно како нашите македонски законски регулативи, така и согласно најдобрите меѓународни пракси. Енергијата на гевгеличани за кратко време се прошири и низ другите градови од југоистокот кои што се засегнати со отворање рудници во нивна непосредна близина. По примерот на нивните соседи, Ива Ландово бара да се изјаснат на референдум за рудникот Казандол, иако тој рудник е во фаза на изградба. Граѓаните заслужуваат самостојно да одлучуваат дали во нивната средина сакаат да се отвори рудник и Советот на општината е должен да им го овозможи тоа право. Од пред 10 дена и во Струмица се формира иницијатива против рудникот во Иловица. Граѓанското здружение Спас за Струмица, Стоп за рудниците на смртта, ќе бара референдум на ниво на сите 4 општини од Струмичкиот регион.